Убаво е кога во ова време невреме гледаме дека грижата за машкото здравје не е повеќе толку табу тема како што беше порано. Затоа ние во Gentleman магазин ви носиме експерти од тие области за да видите како треба да биде исполнет денот на еден джентлмен, како треба да биде неговиот животен стил. Затоа сме ние тука и Gentleman магазин. Джентлмените се познати по тоа дека негуваат добри навики и се грижат за себе. Докторите се познати по тоа дека се грижат за здравјето на другите. Ние во Gentleman магазин негуваме добри навики. А кога имаш гостин и човек кој што е специјалист по професионално здравје, се грижи за себе и се грижи за здравјето на другите, тоа е вистински погодок. Злате Мехмедовиќ, добре ми дојде. Добро те најдожер. Како си? Добро е. Малку поопуштено за разлика од нешто што е вообичаено да го работиме овие дена. Да, навикнати сме да те гледаме со цела оваа ситуација на телевизиите во едно друго издание, нели? Баш како што кажав, грижејќи се за здравјето на другите, но еве сега конечно ќе позборуваме малку за другата страна на Злате. Пред се морам да те пофалам дека изгледаш навистина господски како што треба да изгледа еден джентлмен. Ти благодарам многу. Ги поздраќам комплиментите, навистина мислам дека тоа е еден од правите джентлменски потези која ќе го пофалите човекот кој што има стварно добар стил. Навистина ми е мило. Како е во цела оваа долга ситуација? Како успеваш да ги задржиш джентлменските манири покрај сите притисоци што се случуваат во овие изминати 2 години во оваа страшна пандемија? Ако под джентлменски манири подразбираме добри манири или односно добри навики, да, тогаш можам да кажам дека е многу лесно во професијата која што ја работам ја, тоа е медицината, да ги задржите тие навики. Затоа што да се биде джентлмен таму каде што се помага е многу лесно. Тешко е да бидете джентлмен таму каде што ќе треба да направите штета. Така да во војна джентлмени нема, меѓутоа кога војната е ваква биолошка, кога се бориме со еден ваков непријател, многу е полесно да бидете на честната страна и да го направите вистинското. Не да се процесот е тежок. Меѓутоа кога знаете дека правите нешто што е навистина добро и кое што има одраз на благодарност кај луѓето кои што тоа го гледаат и го чувствуваат на своја кожа, тоа се пациентите, секогаш чувството е посебно. Од кога се роди таа љубов кон медицината? Можеш ли да се сетиш? Не можам точно да го определам моментот и да кажам, тогаш се случи дефинитивно, тогаш ја засакав медицината. Доаѓам од семејство кое цел живот беше инволвирано во медицината. Мајка ми беше медицинска сестра, татко ми беше возач во брза помош. Не беа на ниво на да ми предадат знаење кое што е неопходно за да бидете ординариус, односно да давате терапија или останато. Меѓутоа, таа љубов, таа поврзаност, таа околина која што беше во таа стара брза помош, тоа беше нешто страшно, страшно убаво. Да. Значи, таму беа прави джентлмени, имаше доктори кои што беа прави господа во секоја смисла на зборот, и како доктор и како човек. И веројатно дека таа љубов од време на време постепено се изакумулира во мене и на крај пукна, нели, кога треба да се запишеш на медицински факултет и да си ја одбереш професијата. А кога би можел да се вратиш назад кон студентските денови, кога би го погледнал Злате од тоа време, дали би му рекол го направи вистинскиот избор или требаше да направиш друг избор, требаше да вземеш друга професија? Не постои доктор кој што не си го кажал себе си тоа најмалку 10 пати. Значи, тешка професија, одговорна професија во која што треба многу вложување, во која што треба многу жртви. И ако нешто можеш да си приуштиш во оваа професија е задоволство. А ако нешто не можеш да си приуштиш во оваа професија, тоа е времето и времето кое што можеш да го поминеш квалитетно со твоето семејство или со оние кои што ти значат пријателите, за да можеш да направиш нешто што ќе ти изрелаксира. И кога ќе најдеш баланс помеѓу тие две работи, кога ќе сватиш дека професијата е нешто што те исполнува во најголем дел од времето, затоа што ги има тие 10 пати кога ќе кажеш каде баш го запишав медицинскиот факултет. И кога сето тоа ќе ти помине, се враќаш повторно на она што е големата слика, а тоа е дека стварно се работи за една благородна професија.
А ти се случувало ли, поготово кога беше на тие почетоци цело време, да имаш притисок од блиските, од другарите, докторе, нешто ме боли тука, што ми е? Знаеш тоа стандардното кога имаш близок доктор, си имал ли такви ситуации често? Од самиот почеток, значи штом стапнеш на медицински факултет, ти си доктор веќе, да. те викаат докторе и треба да знаеш све, меѓутоа она што го знаеш ти е парацетамол и ништо повеќе кога ќе запишеш медицински факултет и подобро е да не знаеш и да кажеш дечки извинете, ја не сум за оваа работа, терајте се вие кај прав доктор, ја за едно 6 години ќе се видиме, ќе ви кажам што и како треба, меѓутоа сега не. А тешко ли ти е да го одделиш приватното од професионалното? Затоа што нели докторството е начин на живот. Гледам да правам баланс помеѓу двете работи. Значи, гледам приватното да не трпи за сметка на професионалното и обратно. Значи, секогаш морате да најдете соодветен баланс. Посебно по медицината, затоа што кажав, многу време вара медицината. Ако сакате квалитетно да го работите, да бидете доктор во права смисла на зборот. Доколку тоа не го направите и не го најдете тој баланс, ќе биде навистина многу тешко. Ќе бидете или подобар надвор од медицината или ќе бидете натпред од медицината. Меѓутоа, и најдобрите доктори мислам дека не се тие кои што цело време го вложиле во професијата, односно во медицината. Туку оние кои што нашле баланс за да имаат и една психолошка, социјална, здрава средина во која што живеат, затоа што и тоа е дел од целокупното здравје. Дали има џентлменство во професијата? Во смисла поддршка на колегите едни кон други? Мислам дека посебно откако почна оваа пандемија, дека имаме сериозна поддршка, сериозно разбирање помеѓу колегите, затоа што свативме дека сами не можеме преку ова. Ова е една сериозна ситуација која што бара тимска работа. И така и конципирана болеста, као да е создадена практично да го ангажира целиот здравствен систем. Ја не можам да работам сам без да ми помогне кардиолог или нефролог или ендокринолог. И секогаш кога ќе треба таа работа да се заврши, треба да се подаде рака и се подава рака. И тука е многу џентлменски, многу е фраерски тоа кога ќе ти дојде колегата и заедно ќе седнете, ќе го решите проблемот, а исходот е фантастичен, значи добивате здрав пациент. Добро е да се слушне дека кај нас постојат такви работи и навистина ми е мило. Ова џентлменско кафе го допиваме тука некаде, ќе те поканам сега на чашка вино доколку си за. Секако. Ти благодарам. Зборот джентлмен е универзален, што значи дека е прифатен во скоро сите европски јазици. Инаку, води потекло од англискиот збор gentle, придавка, што значи нежен, и мен, именка, што се преведува како маж. Во буквална смисла, на македонски се преведува како нежен маж. Но во општата перцепција, джентлмен освен тоа што се карактеризира со нежност, има и специфична етика, вредносен систем, хабитус и усвоено однесување кон предметите, појавите и другите луѓе. Ви откриваме каков е вредностен систем на еден джентлмен и по која етика тој треба да се води. Од вистинскиот джентлмен никогаш не може да очекувате неочекувано. Тој е константен во своето однесување и пристоен, достоинствено држи до своите принципи и не е подготвен на драми или глумење, циркусно, животно, заради внимание или друга цел. Тој внимава да не ги повреди чувствата на другите и секој што бил во негово друштво знае дека еден джентлмен ве прави да се чувствувате посебни. Во поп-културата тој обично се представува како маж кој подарува роза на понежниот пол и бакнува рака на прв состанок, што не е далеку од вистината. Тоа може да бидат неколку гестови што ќе ви ги приреди еден джентлмен, само за да се чувствувате поубаво. Вистинскиот джентлмен го почитува вашето време и никогаш не досни на состанок, но исто така не прифаќа некој друг да доцни. Тој никогаш нема да дојде после вас, но не очекувате да ве чека повеќе од 15 минути, додека вие се уште сте пред вашето огледало за шминкање. Вистинскиот джентлмен има почит кон другите и нема потреба да се прикажува преку омалажување. Напротив, тој внимава на секој свој збор и дело, а со тоа и на чувствата на другите луѓе. Токму поради оваа карактеристика е омилен лик во друштвото и неговото присуство е благородно. Секој джентлмен е доследен на себе и не го менува своето мислење, ставови и вредности, како што ќе дувне ветрот. Едноставно, во него се одликува стабилност, доследност и разум уште на првиот поглед. Вистинскиот джентлмен не се води по логиката на групата. Тој секогаш има јасен идентитет, личност и себство.
Пола чаша вино, цел ден здравие. На здравие. Има една многу интересна работа поврзана исто е со здравието и квалитетот на здравието кое што го имате. На времето, погледнете ги нашите баби и дедовци, сите биле слаби, тенки, витки, а викат јаделе се, јаделе сланина, јаделе и чварки, јаделе све што не треба, значи ултра неквалитетно. Меѓутоа биле слаби. Приказната и тајната на тоа нивно слабо и витко тело веројатно е во таа умерено, затоа што никогаш не се претерувало со она што го има. Мислам дека денеска претерувањето со се, уклучувајќи на алкохол, може само да донесе проблеми, не може ништо арно да искочи од тоа. Да. А се сложуваш ли дека кај нас многу се пие? Јас статистички можам да кажам дека кај нас многу се пие, затоа што ги знаеме тие податоци од јавното здравје што цело време се собираат. И мислам дека треба малку да се стави кошница, да се направат малку повише од кампања, не само кампања, туку повише од кампања за да може да имаме ситуација на стабилизирање на тоа неодговорно однесување, посебно кога алкохол е прашање. Од несреќноста на луѓето бараат прибежиште во алкохолот, бараат една лажна среќа. Се сложуваш ли со тоа? Ја би се сложил и би го земал како причина да се размисли што да се направи во врска со несреќноста, на тие унесреќени како да им се помогне за да бидат усреќени и да не бараат повеќе утеха во алкохол. Така да добра ти идеја. Добра ти идејата. Ете, може да ќе направиме некоја кампања и со работка, докторе. Мислам дека више имам идеја како треба тоа да се направи. Баш ми е мило. Ете, готово, рака се случи подадена. со работка, така е. Што за тебе представува поимот джентлмен? Како ти го доживуваш тоа? За мене джентлмен е добра навика која што ја негувате во секој аспект од вашиот живот. Значи не е доволно само да бидете убаво облечен, интелигентен, да имате став, да имате карактер. Тоа треба да го пренесувате во секој аспект од вашиот живот. На работа, дома, со своите најблиски, на улица кога сте, во продавница кога сте, во театар кога ќе дојдете, кај тебе кога ќе дојдам. Нормално дека треба да ти испочитувам и со однесувањето, и со облекувањето, со карактерот и она што мене ме одликува. Иако джентлменот се држи до тие максими во животот кои што му се дел од секојдневието. Значи од сабајле, од кога ќе стане, од кога ќе ги соблече пижамите, ќе го облече од делот или ќе го облече она што него највише му лежи, до ноќта кога ќе легне повторно во истите пижами, треба да има таа константа на добри манири. Веројатно дека е тешко. Меѓутоа, джентлменството е нешто што се учи и надградува. И не постои практично ниво на кое што ќе се стане. Значи секој ден со тоа учење ќе го поместите нивото од петка на шестка, од шестка на седмица, ден на ден ќе станете се подобар джентлмен, ќе станете се подобар човек заради тие манири што ги имате. Одлично кажано, срочено добро. А кога ќе направиш една паралела од джентлмените, некогаш и джентлмените сега, има ли разлика? Биле понекогаш подобри или сега се? Што мислиш? За мене класични джентлмени се од времето на филмовите, ако се вратам низ тоа да ги гледам, е например Шон Конери. Да. Шон Конери е правата фаца која што е одлика на еден джентлмен и во неговиот професионален живот, меѓутоа и во неговиот приватен живот. Ја бев фасциниран кога дознав приказната за неговата сопруга, која што била французинка, не знал да зборува француски, она не знаела да зборува англиски, меѓутоа тоа е начин на кој што джентлмен може да освои дама без да каже збор со своите манири и со своето однесување, со својот изглед, со својот карактер, а при тоа устото да не отвори. Што е многу битно, затоа што за джентлмен е исто многу важно што зборува, а не само како изгледа. Замислете колкава аура Точно. е на тие джентлмени од тоа време да имаат таква сила и моќ да пленат без да отворат уста, без да изговорат ниту еден збор. Го спомна Шон Конери, а тоа мене ме асоцираше на еден джентлмен кој што неодамна не напушти, би сакал да наздравам во негово име, тоа е Жан Пол Белмондо. Во негово име и во име на сите джентлмени. На здравје. Си имал ли ти джентлмени кои што ти биле пример во животот, водилки? Не мора да се фамилиарно твои, некои воопшто, ај макар и фамилиарни да се. Ја би тргнал од фамилиарното, ја бев израснат во семејство во кое што имаше многу луѓе мажи во мојот живот кои што беа пример. Пред се од татко ми би почнал, моите војковци кои што беа постојано со мене и она што беше карактеристично за сите нив, без разлика на тоа колку, како, каде можеа да допринесат и како изгледа
мислам дека нивното однесување беше најмаркантната работа која што мене ми остави впечаток и се уште ја памтам како така. До ден денеска, значи некои се починат и татко ми е починат, еден од моите вујковци се починат, останатите двајца се живи. Меѓутоа, до ден денеска неам слушнато збор за некој од нив да биде нешто кажано лошо, а напротив можам да слушнам само убави работи и да кажам дека гледајќи мене гледаат еден производ кој што е резултат на тоа нивно влијание врз мене, што навистина ми импонира. Генерално, кога сакам да зборувам за джентлмени надвор од моето семејство, мислам дека, ќе се вратам на оно што го кажав претходно, правите джентлмени во светот се оние кои што можат преку својот изглед, однесување и вербализација, движење, да остават посебен впечаток. И мислам дека таа нивна аура, без разлика дали е пренесена преку телевизиските екрани или преку лична средба која ќе имате, се осеќа без разлика на се. Да, тоа е дефинитивно вистина. Едно од најджентлменските работи пред се, кога зборуваме за богати луѓе, сакам да го кажам, е познавањето на јазиците. Ти си човек кој што познава неколку јазици. 4 јазици. 4 јазици. Кои јазици се тоа? Тоа се англиски, германски, грчки и италијански. Во кое ниво ги познаваш јазици? Англиски и германски во напредно ниво, италијански во базично ниво, а грчки во средно базично ниво. Одлично и дефинитивно си богат човек, знаеш да се снајдеш во различни друштва. Ти помогнало ли тоа во животот? Секогаш кога ќе прозборите во земја каде што ќе отидете на јазикот на кој што они зборуваат, добивате повисоко ниво на почит. Да. И тоа е, да се разбереме, и тоа е джентлменски. Затоа што покажувате почит кон земјата и кон јазикот на оние кои што се таму. Не без разлика, дури не мора да отидете во таа земја, имате тука средби со луѓе кои што се, посебно од Грција, имаме многу контакти луѓе што доаѓаат тука. Кога ќе прозборите грчки со нив, како да сте им отвориле нов свет. Значи, гледате насмевка на нивното лице, тоа е нешто посебно и нешто што навистина и убаво е кога ќе го направите. Тоа задоволство што го гледате на нивното лице навистина е нешто што ве полни вас. Можеш ли да размислуваш на друг јазик? Мислам дека размислувам на англиски перфектно, на германски не можам да се пожелам исто како размислувам, меѓутоа на италијански и на грчки треба да работам се уште. А што викаше Горан Стефановски, можеш ли да чувствуваш на јазикот освен на македонски, на друг јазик? Веројатно дека не. Да, тоа е најверојатно неизбежно. Веројатно дека јазикот на чувството е врзан со мајчиниот јазик и не се вика џабе мајчин јазик затоа што тука се чувства, да. Ова едно надвор од темата прашање. Знаеш ли зошто се вика мајчин јазик, а зошто татковина? Си размислувал ли на тоа? Не. И ова е апел до сите. Не знам, јас имаше неколку теории, различни се, но еве ќе го оставам тоа, ќе го откривам во некоја друга емисија. Зошто мајчин јазик, а зошто татковина? Тоа е интересно за размислување. Ќе го оставиме тоа. Не мора сега да го одговориш. Ќе го размислам за следното видување. Да. На приватна средба, нели? Сакам да го пофалам твојот стил како што го пофалив на почетокот. Често ли се облекуваш вака? Ова ми е формален начин на облекување. Знам да искомбинирам практично секаква комбинација. Мојот стил може да биде ултраспортски, може да биде и кежуал, може да биде и ваков, елегантен, може да биде и високо елегантен. И се чувствувам комфортно во секој од тие стилови, во секој од тие комбинации. Гледам тоа што ќе го спакува, да биде убаво ускладено. Во основа сум тежок перфекционист и цепидлака. И гледам све што ќе направам да биде, знаеш што, до последната точка да биде ускладен. Она што можам да го кажам за себе е дека комбинациите кои што ги правам, се трудам некогаш да излезат од таа перфекција, затоа што понекогаш и перфекцијата не е добра сама по себе кога е перфекција. Треба нешто да биде, нешто искривено или нешто така. Тоа го научив во последно време доста го практикувам. Ама сметам дека повторно кога сме во ваква елегантна, да го пофалам ја твојот стајлинг кој што е навистина перфектен, кога сме во една ваква елегантна, сериозна гардероба, треба да биде све перфектно. Тука не треба да има пропусти.
Дефинитивно, се сложувам. А имаш ли одредени парчиња без кои што не го напушташ домот? Да кажеме во било која комбинација да си без часовник, да не излегуваш без наочари, да кажеме. Не само дома, да ја во автомобилот обавезно мора да имам 2 пара наочари. Морам да имам парфем. Мора да имам новчаник. И тоа се основните работи без кои што никогаш не излизам. Часовникот секогаш ми стои дома, не носам во автомобил. Часовници, ама часовникот е првата работа која што ќе ја земам кога ќе се облекувам и понекогаш врз основа на часовникот ја дизајнирате целата гардероба, аутфит, тој ден што ќе го носите. Значи, за мене часовникот е многу битна работа, многу битен елемент од стилот на секој човек, на секој джентлмен. И часовникот зборува, можеби не најмногу, ама мислам дека најголемиот коментар за некој човек и неговиот карактер може да биде врзан за неговиот часовник. И затоа ја секогаш кога тргнам во насока на тоа да си ја средам денешната гардероба, тргнувам од часовникот, а после тоа се средам. Еднаш е намера, 2 пати е грешка, 3 пат е знак. Тоа ние го кажуваме во театар, затоа 3 пат ќе ти направам на здравие, па ќе го продолжиме муавет. Cuidado, quizás no lo verás volver, que realmente tengo. Вратоврската секогаш била и ќе остане незаштитен белег на кралските фамилии, бидејќи незините почетоци датираат уште од времето на Луис VI во 1646 година. Меѓутоа, тие доаѓаат во поинаков облик, како сатенски траки, а веќе во денешно време се препознатливи со нивниот карактеристичен изглед и представуваат главен моден детал кај скоро сите мажи. Сезоната на вратоврски е отворена. Летно време, освен во исклучителни ситуации, рече се и да не ги носиме. И нормално е, бидејќи е топло и во лето се избегнуваат костумите, освен ако не се ленени. Но во есен, костумите и вратоврските некако се враќаат на голема врата. И од пуст мерак, некогаш ни доаѓа да ги облечеме. Многумина дури ги отворија своите канцеларии после месеци во пандемија и се спремни да се вратат на работното место со стил. Да се вратиме на вратоврските. Тие се печат на нашиот стил. Ние ќе ви ги покажеме актуелните трендови. Многумина не обрнуваат внимание на вратоврската. Повеќето се концентрираат на костумот и кошулата. Но таа зборува многу повеќе за вас како джентлмен, како маж, како човек која препознава модата и стилот го носи со себе. Моделите на свилени вратоврски со дезени никогаш, ама буквално никогаш не излегуваат од мода. Господа, живееме во храбар, модерен, нов свет. Свет во кој можеме да заклучиме дека се носиме храбро со трендовите. Вратоврските се дел од ова ново секојдневие. Тие се приклучија кои редот на оваа смела средина во која сите ние живееме. Свилените вратоврски со дезени се наоѓаат насекаде, меѓу врвните британски и италијански брендови. Значи, ако сте модерен човек со самостоен начин на размислување, ќе сакате да инвестирате во ваков тип на вратоврска. Ако сакате свилени вратоврски без дезени, постојат на располагање голем број на посуптилни алтернативи. Ако сте човек кој е дискретен, суптилен и наклонети да се внесете директно во живописните бои на есента, тогаш дезените не се ваша опција. Значи, ако барате да останете на сегашниот тренд, дека останувате верни на вашиот став, избравме некои естетски, едноставни опции. Еднобојните вратоврски важат за безвременска елеганција. Свилистата вратоврска има потекло од Франција и служи како совршена опција за шик, софистицирана естетика. Плетените вратоврски секогаш ќе бидат добар сезонски избор. Се разбира, може би сте джентлмен кој знае што му се допаѓа и кој го сака она што го знае. И ако плетените вратоврски спаѓаат во таа категорија, тоа е стилски избор што ние безусловно би го поддржале. Плетена вратоврска секогаш ќе биде соодветна за есен и за зима. Така што кога станува збор за тоа кои машки вратоврски се во тренд во моментот, плетената вратоврска дефинитивно е тука. Ако не ги споменеме вратоврските со кашмир, во овој прилог нема да ја направиме комплетна листата на есенски трендови. На крајот на криштата би претпоставиле дека сте джентлмен кој се стреми кон луксузен стил во секое време, а вратоврската од кашмир е само луксузен, елегантен стилски поздрав што ќе ве издигне помеѓу рајата. Идеална е за оние темни и студени денови. Доколку сакате да се одвоите од останатите, вратоврската е дефинитивно правилниот избор. Бојата на вашата вратоврска се разбира дека е многу битна. Најчесто застапена комбинација кај поголемиот дел од политичарите е сино одело, бела кошула и црвена вратоврска. Црвената боја со себе носи мок, енергија, сила и авторитет. Додека пак според најновите истражувања, сините вратоврски кај луѓето предизвикуваат смиреност и почит.
Се разбира, денес имаме многу поголем избор на принтови и бои од кои можеме да избереме. Докторе, водата е нели неопходна за живот? Колку Апсолутно. сметаш дека доволно се пие вода кај нас? Што јас не сметам така, ако мене ме прашуваат. Ја бев изненаден пред некој време кога разговара со одредени пријатели, познаници, баш на таа тема колку се пие вода во текот на денот. Јас сватив дека луѓето се дехидрирани уствари и дека многу малку внимаваат на тоа колку течност се треба да донесуваат во текот на денот. И сега, апропо ова прашање, да, ајде малку да работиме на тоа да ја подигнеме свесноста за тоа како здравиот живот може да биде подобар и поздрав. Ако конзумираме доволно вода во текот на денот, најмалку 2,5 литри до 3 литри вода треба да се конзумираат во текот на денот. Чисто поради тоа што е неопходна за основните метаболички процеси во организмот. Тоа го знам и тоа го практикувам и навистина мене ми помага затоа што имам и доста физички активности во текот на денот во смисла на тренинг. Некогаш се случува и повеќе кога ќе ги соберам сите течности, но тоа навистина многу ми помага, сум поенергичен и што е најбитно имам многу подобар сон. Да, хидрираност е една од основните работи за нормално функционирање на клетките и посебно на мозочните клетки. Кога ќе имаме дехидрираност, прво што страдат се мозочните клетки и навистина треба заради тоа да се внимава. Твојата констатација, односно твоето искуство е сосема логично медицински објаснето. Зошто имаш подобар сон? Затоа што пиеш многу вода и тоа е окей. И исто така еден интересен... За да спиете мирно, пиете вода. Пиете вода, да, така, тоа е точно. А исто така, кога после пијанство луѓето ги боли главата, тоа е дека се дехидрирани, нели? Токму така. Има еден факт кој што кажува дека сега за белото не знам, но една чаша црвено вино, кафански ставено вака ресторански, сакам да кажам пола чашка, го дехидрира телото за 4 чаши вода. Значи тоа се 800 грама вода, така да треба да се пие многу вода, поготово кога се конзумира нели алкохол. Сакам да те прашам, после сите тие напорни обврски што ги имаш во текот на денот, нели, поготово сега со овие пандемиски денови, кажа дека една недела работиш константно, една недела не работиш, сега кога ти е таа напорна недела и се враќаш дома, како ги полниш батериите одново или како го гасиш системот, како се релаксираш? Системот никогаш не се гаси. Секогаш има луѓе кои што ќе ве најдат, на кои што им требате, на кои што треба да им помогнете и секогаш тоа е перпетум мобиле, постојано се движи тој процес, не можете да излезете напред од тоа. Најубавиот начин да си го олеснете живеењето е најверојатно да си го поминете денот квалитетно со своето семејство, со своите најблиски. И кога тоа ќе го направите, веројатно дека енергијата која што ви е потребна ќе ја земете од таму каде што е најубаво да ја земете тоа од семејството. Имам неколку начини хобија кои што ги правам. Повеќе се рутини, не е тоа класично хоби. Сакам кога ќе станам на сабајле да побежбам пред да отидам на работа. Сакам да прочитам пред да отидам на работа и сакам да испијам кафе пред да отидам на работа. Тоа се три основни рутини кои што ги правам и кои што некако као да ми се да влезем и под кожа, а и од знак на суеверие, верувам дека убав ќе ми биде денот доколку ги направам сите три. Добиваш чувство на исполнетост кога тоа ќе го завршиш. Многу интересно. А читаш стручна литература или читаш рандом книги? Најчесто читам стручна литература. Во однос на рандом книги, многу во последно време ме интересираат книги кои што имаат мотивирачки приказни, кои што имаат примери од животот и кои што можеш да ги земеш и да ги имплементираш во сопствени. Значи, сега има многу мотивациони спикери низ светот кои што навистина имаат многу што паметно да кажат и многу што од тоа што го кажале веќе можеш да го најдеш кај себе како некоја фаза низ животот низ која што си поминал. Така да кога сакам да се релаксирам, го користам периодот за тоа, а кога сакам да нормално се посветам на професионалниот дел, утрото е најубав дел за да прочитате нешто стручно, на најодморен мозок најубаво се фаќа све. А музиката колку ти помага во професионалниот дел? Дали ја користиш како двигател или како мотивација, можеби опуштање, додека работиш активно, да кажеме, на докторските десертации или на во докторскиот свет кога си преоптоварен со такви информации? Убаво е да иде секогаш некоја музика во позадина и го практикуваме тоа. Не само ја, значи целиот тим каде што работиме.
Има едно старо радио тука што стои, обавезно некоја радио станица се врти во позадина на тивко, значи никогаш на гласно, и убава е атмосферата. Се добива поубава работна атмосфера, поубава близина има кога иде некоја таква музика, обично deep house или нешто така. Ќе иде во позадина. И тоа е нешто што ете како НЗС сме си го нашли сите ние што си го слушаме и сосема е кул, сосема е добро тоа кога се случува. Без музика не е празно. Да, без музика е празен животот, нормално. Старите американци, тоест индијанците, љуба да кажат и кажале дека тетоважите се како иконите што ги обесуваме над зидот, ги ставаме на телото. Кога би ја ставил иконата од зидот на телото, тогаш ти ќе добиеш едно место за мотивација и место кое што ќе те движи во животот и секоја тетоважа има посебна приказна. Гледам дека ти имаш тетоважи и го негуваш тој стил. Колку ја сакаш филозофијата на тетоважите, дали ја применуваш ради тоа или ја применуваш чисто ради тоа што изгледа убаво ставена на тело? Од секогаш сум ги почитувал тетоважите, од дете кога сум бил. Кажав, јас сум израснал во семејство каде што имаше извонредни джентлмени. Сите беа со некоја тетоважа, која што имаше некакво значење за нив. И кога ќе ја прочитав таа тетоважа, точно знаев што стои позади таа тетоважа. Тоа е нешто што потсвесно веројатно ме натерало да размислам во насока на тоа и ја, да си го одбележам животот на еден таков начин. И секоја тетоважа кај мене има свое посебно значење. Никогаш не сум ставил тетоважа која што не знам што значи и никогаш не сум ставил тетоважа затоа што ми се свиѓа, а да нема содржина. Значи секоја тетоважа и секоја тетоважа што ќе ја ставам, затоа што тоа е процес кој што никогаш не застанува, ќе има свое значење. Значи кај нас знаеме кои се стереотипите за тетоважи, кои луѓе се истетовирани, но еве тука имаме специјалист по професионално здравје кој што гордо ги носи тетоважите на себе и јас тоа го поддржувам и можам да ти кажам само продолжи затоа што навистина и убаво ти стои. Ако ништо друго. Сега чест за муавето. Значи кога почна коронава и кога влегов во ковид центарот, една од работите кои што ни се вратија на голема врата е да облечеме униформа. И стварно сега како доктори сите се вративме на униформи затоа што ни беше неопходно. Моравме да носиме униформа ради целокупната ситуација со короната. Да ја оставиш дома, да не ги носиш истите, али што со кои што се дојден од дома. И тоа беше практичен момент. Меѓутоа, убав момент беше што сега сите станавме унифицирани, убаво изгледаме и стварно сме како што треба да приликува на една фела. Обично униформата е со кратки ракави. Луѓето кои што ме знаеа претходно ме знаеа во мантел, во нормална гардероба, многу ретко ги гледаат тетоважите. Сега ги гледаат многу почесто. Првиот впечаток е таков како што кажа ти, као чекај малку, како тој стереотип да се надмине и не иде лесно. Ама од друга страна, сега ја мислам дека баш во оваа борба со овој непријател, оставаш белек и преку тоа што си, како физикус. И ја кога знам често пати на Инстаграм да го ставам тоа, дека кога ќе ме прашаат како сакам да оставам белек на ова време, ја викам како татут корона фајтер. Баш така. Така да тоа е нешто што така убаво ми дава посебна сатисфакција. Сигурно стереотипот овој ќе ме лечи или пари ќе ми бараш. Што е работата? Не, имаше така што викат, сега ќе се сине докторот во амбулантата, а кој ќе го видиш, нема да се исплашиш. Да. Точно. Но се надевам дека ќе ги преминеме тие стереотипи кај нас, како и многу други. Растеме како општество и тоа ми е драго, но се надевам дека еве и ова ќе израсне и ќе се издигнеме на тие трња за да ја видиме целосната слика за тетоважите и за филозофијата, која што, како што спомнав, е навистина голема и е значајна. Околу вистинските вредности, кои се за тебе вистинските вредности во животот? Си размислував ли се тоа? Една од основните работи кои што јас сакам да се почитува е праведноста и правичноста. Значи, едно е кога ќе сакате на сите да им дадете нешто праведно. Значи, да го поделите подеднакво. Меѓутоа, не на секој му треба тоа да биде така. На некој му треба повеќе, на некој му треба помалку. Мојата филозофија во животот обично е врзана за професијата. Значи, ја во здравствениот систем се гледам како човек што може да остави белек преку дизајнирање на здравствениот систем. И сакам во здравствениот систем да има правичност. Значи,
сега да земеме да ги наредиме тука 3 гајби со иста висина и да застанеме на нив 3 деца кои што имаат различна висина. Едното дете нема да гледа од масата. Да. Другите 2 деца, едното ќе дзирка, а едното сосема комотно ќе биде над масата, а ако му ја тргнеме таа гајба од оздола, ќе може и без тоа да гледа на неа. Сега на тоа дете не му треба гајбата, ама на првото му треба. Така е во здравствениот систем. Значи таа правичност, таа праведност, тоа се правите вредности кои што треба да се донесат, да им се даде на оние на кои што им треба, колку што им треба, а не повеќе од тоа што им треба и не помалку од тоа што им треба. Така да тоа се тие вредности кои што треба да се негуваат. Праведноста, правичноста во животот е една од најосновните вредности кои што можете да имате. Неправдата е нешто што страшно непогодно. Да, тоа е точно и убаво би било кога сите би ги негувале тие навики. Кажи ми, знаеш ли да видиш често джентлмен кон нижниот пол? Знаеш ли да купиш цвеќе или може да правиш изненадување? Изненадувањето е многу интересно секогаш. Сакам секогаш да израдувам. Цвеќето не ми е многу чудно, цвеќето не ми е елемент кој што ја го ставам во оние работи што може да израдуваат жена. Грешам, апсолутно знам дека грешам во однос, затоа што жените многу сакаат цвеќе. Меѓутоа сакам да давам подароци, сакам да радувам и тоа го правам многу често. А знаат ли кон тебе да бидат жените джентлмени, да ти дадат поклон, да те изненадат? Изненадувачки е колку жените знаат да посветат внимание кон маж. Да, затоа го постави прашањето. И навистина треба да ги похвалам нашите жени, затоа што знаат да почитуваат, да ценат маж и да му подарат. Не збориме само за материјална работа, некогаш и разговорот е подарок. Така да жените многу добро знаат да подаруваат под ова наше поднебие. Разговорот е секогаш добар подарок, го спомна и морам јас тоа да го спомнам затоа што феноменот на зборот многу често се заборава сега. Луѓето зборуваат едни кон други, но тоа поминува низ него. Ретко кој го впива тоа и ретко кој знае, знаеш кога двајца ќе одмолчат заедно е многу погласно него ли само напразно да мелат. И джентлменски некогаш е да одмолчиш, класа е да одмолчиш, кога знаеш дека си во право. Кога знаеш дека тоа што е вистината е на твоја страна, некогаш и молкот сам ќе си ја намести вистината како што треба. Ова заслужува на здравје. Ти благодарам Здравје. за прекрасните муабети. На здравје ти благодарам за тоа што го правиш на вистина, продолжи да го правиш тоа и да се грижиш за општото здравје, грижејќи се пред се за себе си, остани джентлмен како што си и ќе се видиме во наредна прилика. Ти благодарам ја на тебе затоа што ми даде можност да бидам во малку поинаква емисија каде што може да се види и останатиот дел од мојот профил и да видиме некои работи, да слушнеме некои работи кои што многу луѓе не ги знаат, така ти благодарам на тебе. И продолжи да го негуваш овој стил. Секогаш со задоволство. На здравје. На здравје. Добрите навики се нешто што треба да го негувате. Тоа е нешто што е неопходно. Не се станува джентлмен преку ноќ. Треба да почнете да бидете джентлмени. Секој почеток ќе биде тежок и веројатно кога ќе го направите првиот пат, првиот чекор во насока на тоа да бидете джентлмен, ќе биде многу тешко. Може и да не успеете. Меѓутоа, тој неуспех не треба да ве обесхрабри и понатаму да се трудите да го подигнувате нивото и квалитетот на вашите добри навики, на вашето однесување и да бидете джентлмен кој што ќе биде некој кој што ќе расте секој ден, се повеќе во она што ние велиме дека се добри навики и добро однесување. Планирајте однапред. Учете од луѓето околу вас. Немојте да судите. Пробајте да научите некој нов јазик и гледајте Джентлмен магазин. Негувајте добри навики.